Почитувани пратеници, председателе, подпредседателе, по член 49 е моето процедурално обраќање. Почитувам Карапеевски, многу интересно кога двајца универзитетски професори, еден по лингвистика, друг по право, си ги земаат ресорите и сега јас ќе ви држам предавање по лингвистика, а вие мене по право. Ајде да го видиме членот 49. Ставот 3 вели: Собранието ја разгледува интерпелацијата по правило како прва точка на дневниот ред во рок од 10 работни дена од денот на доставување на одговорот. Значи, дали го гледате номотехнички, па и нормативно, правно, граматички, како сакате, разгледува. Глагол ли е тоа? Што е лингвист? Значи, разгледува. Не гласа собранието. Од утре може било која интерпелација, вие да станете и да речете тргнете од дневен ред. Значи, собранието, мнозинството во собранието има политичка волја да артикулира ставови, но нема политичка моќ да го става и дерогира уставот. Дали ме разбирате? Еве ќе ви кажам друг пример за илустрација, пер аналогијам, тоа ви е по законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните. Вели, собранието е должно во рок од 60 дена по објавување на резултатите од референдумот да го уреди прашањето, односно законот по кој се одлучувало на референдум во согласност со тие резултати. Дали ме разбирате? Тогаш во таков случај ќе дојде точка на дневен ред, ќе стане еден ваков професор како вас и ќе рече јас барам да се тргне. Не може да се тргне, затоа што собранието е должно. Дали ја гледате граматичката употреба или собранието ја разгледува. Тоа значи дека вие вршите класична мајоризација. Мајоризација е кога имате мнозинство и правите што сакате. Не можете да го кршите уставот ако имате мнозинство. Тоа значи дека утре е седница за пратенички прашања и вие можете да речете јас барам да се тргнат пратеничките прашања. И бидејќи имате 61 ќе ги тргнете. Ме разбирате што е опасноста на овој преседан кој вие го правите? Утре може за било која интерпелација било кој член од мнозинството да стане и да побара таа да се тргне. Еве, ние сега имаме за јавниот обвинител интерпелација. Ке поминат 10 дена, ќе ја стави гаши и вие ќе станете, ќе побарате да се тргне. Ме разбирате ли која е опасноста на овој преседан кој вие го правите сега? Од тука не секогаш волјата на мнозинството може да го надгласа уставот, ме разбирате? Значи, уставните институти, референдум, интерпелација, пратенички прашања, баш затоа се уставни, за да не може да не мајоризирате. Вие во случајов токму тоа го правите. Почитувана подпредседателке, сметам дека направихте каша попара во процедурата. Моето процедурално е врз основа на член 49. Сметам дека крајот не го разбравме, оти почетокот го заборавивме, а почетокот е уставот. Уставот во членот 72 вели: интерпелација може да се постави за работата на секој носител на јавна функција, владата и секој член поединечно, како и за прашање од работа на државни органи. Уставниот суд на Република Македонија е државен орган. Од тука нема ништо спорно да се постави интерпелација на прашањето. Тоа што до сега не било случај, не може да значи дека од сега не може да биде случај понатаму. Тоа е секогаш кога му викавме на талјат кога правеше преседани, преседаните еден ден ќе ви се удрат од глава. Ова е таков случај. Вие отворивте Пандорина кутија со интерпелација на членови на судски совет, што е незапамтено до сега, и од тука ви враќа опозицијата со интерпелација на член на Уставен суд. И како професор по право сакам да направам една дистинкција во правниот речник кој што е искористен. Запомнете, во членот 38 од деловникот вели: пратеникот поставува пратеничко прашање на носител на јавна функција кој е одговорен пред собранието, а членот 72 од Уставот вели: интерпелација може за секој носител на јавна функција. Значи, пратеничко прашање како правен институт е само пред оние кои ние ги бираме и кои нас ни одговараат, додека овде интерпелацијата е политички институт и можеме буквално на секој, па дури и на институции кои не ги бираме ние. Што не е случај со Уставниот суд. Уставниот суд ние го бираме. И не е точна забелешката на колегата дека тој бил председател кој бил избран. Пред да биде председател, тој е уставен судија кој е избран од нас како пратеници. Од тука тој треба да се појави тука и да одговара пред пратениците. Не знам од каде е таа фама дека Уставниот суд е недопирлив орган, не е точно. Ние сме единствена земја, како што кажавте, која нема закон за Уставен суд, тоа не било така. Македонија е првата комунистичка држава во светот која во време на Тито воведува Уставен суд
и воведува и закон за Уставен суд во 60-тите и во 70-тите години. Ние со колегата Крмов во мај 2002 поднесовме таков закон, тогашната власт не одби, но не одбива, веројатно ќе не одбие и сегашната власт, затоа што на сите ви одговара да го контролирате Уставниот суд, кој што ви ги поништува или ви ги аминува вашите дупови гупови. Од тука не сметам дека владеачкото мнозинство има право да тргне точка од дневен ред, имал право спикерот Гаши да не ја стави, но кога е веќе ставена, кога се трга само во таксативно наведени случаи, а тоа не е тука. Утре со ваков начин можете буквално било која интерпелација да тргнете од дневен ред, со што повторно ја отварате Пандорината кутија, опозицијата да нема инструменти за контрола. Ви благодарам.